Ќе го отворите автопатот, ама ќе затворите домови. Жители од куќите кои се наоѓаат непосредно до автопатот во изградба Кичево Охрид реагираат дека влезовите до дома им се блокирани, а никој им нема појаснето од каде сега тие ќе стигнуваат до своите куќи. Честитки за динамиката, но дали сте запознаени дека со градбата на автопатот има домови кои се лоцирани покрај автопатот и ќе останат блокирани? За нив не е предвиден ниту излез на локален пат во проектот за локални патишта, така што ќе останат блокирани и нефункционални. Вие ќе го отворите автопатот, ама ќе затворите домови. Ќе бидеме приморани да се иселиме, бидејќи нема да имаме излез на никаков пат. Конкретно зборувам за Мешеишта, а има и други места покрај автопатот кои се засегнати. Ве молам, ангажирајте се да не се случуваат вакви работи кои многу ќе им го отежнат животот на луѓето кои живеат покрај автопатот. И жители на Подмолје велат дека сега треба да вртат низ целото село за да излезат на главниот пат. Не сме задоволни. Допаро не знаме как ќе биде. Ништо не Нема да излезиме, кај ќе излезе ваму. Оме онаму долу и горе оровник. Задоволни не можеме да бидиме, али ипак да се направи кој што треба патот. Овој мост, ако се избрали двака, кој што е, добро ќе биде. А порано вика дека само ќе бил само пешачки надпад да видите. Тоа ќе беше катастрофа. Ипак вака, барем Охрид, Струга можеме да комуницираме со коли, со било што. Ево се една жена помина тука, не знаеше кај да оди. И му вика млади амбасадор, е потеран амбасадор, па излезе на автобуска да оди. Од јавното предпријатие за државни патишта пак информираат дека освен за брзаното темпо на изградба на автопатската делница, во моментов се работи и на изградба на пристапни патишта кон селата околу автопатот. Напредува со брзо темпо изградбата на поврзувачките патишта од Врбјани до Сливово, Сливово-Арбиново, Арбиново Издеглавје, Издеглавје Песочан, Песочан Новосело Ботун, како и изградбата на пристапни патишта. Се работи интензивно од Подмолје до хотелот Амбасадор на изградба на столбови за надвозник, подпорен зид, како и на изградба на мрежата за фекална и атмосферска канализација. Се работи и на надвозникот кај Свети Еразмо, како и на левата страна од Подмолје до Охрид, каде се поставува еластична бариера на централниот дел, како и асфалтирање на десната страна од главната траса. Според најавите, 40 километри или делницата од Врбјани до Охрид ќе биде пуштена во употреба најдоцна до 11 или 12 јули. Инаку автопатот Кичево Охрид во должина од 57 километри се гради една деценија и чини скоро 600 милиони евра. Нови финансиски поскапувања не се исклучени.